Сонот за подобар живот ја испразни Источна Македонија. Најдраматична е состојбата во Делчево, Берово и Виница, каде цели села се иселени во Италија и Словенија. Екзистенцијата е главна причина за голем дел од младите вадат карта за Европа, но само во еден правец. Овде се едуцираат, а сонуваат за надвор. Речи си секој втор студент по медицина учи германски јазик. Во државата се останати само оние кои успеале да се вработат во државни институции или во наследство добиле имот од родителите. Фабриките се затворени, а во тие што работат се дава плата само како да се преживее. Во секој семејство има и по еден гастрабајтер, велат жители на Делчево, град кој високо котира на скалата по иселување на младите, кои својата иднина ја обезбедуваат вадејќи бугарски пасош. Млади слабо. Те ќе гледат само по пазара колку има млади. Се се таквија стари, се таквија. И зашто бегаат млади? Па оти нема што да работат, што ќе работат? Фабрика затвори, и што ќе работат? Не им се чува крави, не им се чува земјоделие, не им се работи. Па сигурно тоа е екзистенцијата, како и да е. Знаат дека негде има и подобро. И си го барат тоа добро. Тешок животот. Детето извадијат од работа, не е ни женен, ништо не е. Ошто и да се жени, ошто ќе рани таа жена да се тражи се. Отек. Ниту корона пандемијата не успеа младите да ги врати во родната грудка. Тие што заминаа ни планираат да се вратат. Потребни се системски решенија, не да се вратат, туку да ги задржиме и оние што не заминале, коментираат делчевци. Секако требат инвестиции, требат фабрики да се отвараат, требат странски инвестиции и така мислам дека ќе дојде и подобро утро и за нашиот град. Пописот ќе ја покаже реалната слика на екзодусот со кој се соочува источниот регион, но и целата држава. Според податоци на Светска банка, од земјава се иселени дури половина милион граѓани или 1/4 од населението.